почитувани мои сограѓани, почитувани струмичани, а што друго може да не собере у толков број и у такво расположение освен цареви кули. Не за џабе Струмица, нашиот град, во историјата била позната и како Тевириопол, и како Астрион, и како Струмица, но се уште е позната и како градот под царевите кули. Добре дојдовте на промоцијата на првиот том на монографијата Цареви кули на нашиот колега Зоран Рујак, археолог во НУ Завод и музеј Струмица. Мојата вечерашна обврска е да бидам конференције, да кажам нешто повеќе околу тоа што значи нашиот концепт на институцијата во последниот период, малку повеќе да се обрнеме према пошироката јавност и према активностите за презентација на културното наследство. А потоа, нашиот колега Ацо Костов, директор на Управата за заштита на спомениците на културата, ќе каже од историски, културен и заштитен аспект нешто повеќе околу ова, би рекол, капитално дело на нашиот колега Зоран Рујак. На крајот ќе го оставиме и Зоран Рујак да ја каже своите впечатоци, своите дамари, своите планови, своите размислувања, проблемите што ги имаше во создавањето на овој дело и исто така да ви го најави следното продолжение на Струмица 2, проект на вториот дел на истата монографија, која во моментот е во подготовка и доколку се укажат соодветни услови и се наредат звездите, како што викат астролозите, книгата може да излезе од печат и до крајот на оваа година. Јас како раководител на оваа институција сакам да потенцирам дека промоцијата на оваа книга, но и промоцијата на повеќето други изданија што се планирани за оваа година и реализацијата на проекти представуваат уште по едно камче во мозаикот кој значи нов концепт за работа на институцијата, пред се од аспект на отварањето, нејзиното отварање пред пошироката јавност, отварањето, презентацијата на трудовите и на активностите на работата што нашите колеги ја работат во институцијата пред пошироката јавност. Јас, кога дојдов во институцијата, бев изненаден колку трудови и колку информации и сознание има во институцијата. Впрочем, и самата институција, НУ Завод и музеј, како една од најубавите поставки во Македонија, е многу помалку позната кај нашата поширока јавност, отколку, например, колку што се познати странски музеи и локалитети и културни споменици. Затоа, со договор со колегите од нашата институција, сакаме во наредниот период малку повеќе да се обрнеме токму околу афирмацијата на она што веќе го имаме, што веќе го познаеме и веќе представува дел од нашето познат дел од нашето културно наследство и малку повеќе да се заангажираме околу тоа што значи презентација, јавна презентација на културното наследство. Поголемиот дел од нашите локалитети, пред се Цареви кули, Ортаджамија, куќата на Аџитосеви, термалната бања Банско и така натаму, представуваат бисери во нашето културно-историско културно-историско минато и споменици на културата, што за жал и ние не смееме, не треба да дозволиме да останат
подалеку од пошироката јавност, да не го добијат заслужениот третман и да не представуваат мека на туристите исто како слични локалитети во соседството и насекаде во светот. Имаме што да понудиме, имаме идеи како тоа да се реализира и се надеваме дека во наредниот период и со помош на повисоките државни инстанции ќе успееме не само во Струмица и во Македонија да презентираме поголем дел од тоа што представува наше културно наследство. Но исто така паралелно да се работи и на истражувањето на нови сознанија и откривањето на нови откритија. Не сакам да должам повеќе, но би сакал да кажам дека со ова монографија не завршува, туку започнува поголеми овој дел од презентацијата на Цареви кули. Во нашата институција во моментот, покрај подготовката на вториот дел од монографијата, што ја подготвя колегата Зоран Ројак, се прават околу 10 проекти на објектите во самата тврдина. Очекуваме проектот на општината кога тогаш да се реализира и ние да започнеме со реализацијата на објектите. Сметаме дека е безцелно да почнеме да ги правиме објектите кога тврдината се уште не е затворена и нема соодветни услови за безбедност и за чување. Се надеваме да, како што реков, дека наскоро ќе дојдат овие периоди, дека ќе успееме во нашите заложби и многу почесто ќе имаме прилики да се собираме како ова вечер, без разлика дали ќе бидеме градови на културата или не, да се собираме на убави поводи, да промовираме убави книги, да славиме успеси и да се гордееме со оно што представува наше минути. Сега би сакал да го повикам господин Ацо Костов, директор на Управата за заштита на спомениците на културата на Македонија, од историски, културен и заштитен аспект да го представи оваа дело на Зоран Ројак. Повелијат. Да ве поздравувам пред публикумот. Драго ми е што сум поканет како гостин промотор, чест ми е. И по Цареви кули се чувствуваме царски. Да. Секојаш кога доаѓаме во Струмица. Има што да се понуди во Струмица од културното наследство. Може би да не зборам уназад со години, веројатно било запоставувано. Меѓутоа градиме една нова свест, која што се надеваме дека ќе се промовира и во образованието, и во свеста на граѓаните колку е значењето на културното наследство, неговото чување, конзервирање и употреба. Многу значаен е последниот аспект на употреба и како тоа би се употребувало, зашто знаеме во светот е развиена цела гранка на економијата благодарение на културното наследство. Ќе дојде време, ние веќе го разбираме тоа, меѓутоа ќе дојде време кое ќе му се посветиме многу повеќе од сите аспекти. Сега за сега делумно е зачувано затоа што може би е недоволно истражено, недоволно откопано и во наредниот период таа стратешка цел се надевам дека ќе прифати и државата и локалната самоуправа и институциите кои што се бавиме со заштита на културно наследство. Да не ја ширам темата, денеска сме за Цареви кули, од нашиот колега, соборец би рекол, за заштита на културно наследство. Иако е тоа археолог, јас сум архитект, меѓутоа соработката е на ниво да се надополнуваме. Има многу да се кажува, ова се приказни за културното наследство, кои што не се раскажани. И благодарение на археолозите ги вадат на површина, од која што може да се создават светови за новите генерации.
Технички податоци за монографијата не би ви ги читал сите, затоа што најдобро тоа го знае и археологот, авторот. Меѓутоа, ова е прва книга, се надевам дека и втората ќе биде. 10 години е истражувано, тоа е долг период, и тоа е добро што било во континуитет, и ова е само половина од чекорот, монографијата. Следниот чекор, се надевам дека и општината и државата ќе смогнат сили да го продолжат конзервирањето и ставањето во употреба за некакви цели, зашто културното наследство најдобро се заштитува кога се користи. Ако е оставено да не се користи, ако не му се најде причина зашто е тоа тука, меѓу нас, тогаш ја губи својата вредност, ја губи промоцијата и го губи значењето. Имам една кратка само. Би сакал да му се заблагодарам уште еднаш на авторот, што ме почести со промоција на неговата книга, на неговата монографија, во кој што учествувале сепак и други коавтори, односно соучесници во областа за која што му давале насоки како тоа да го изведе на еден ексклузивен начин. Па за, да кажем нешто и за авторот. Одгатнувач на напластените тајни, демистификатор и откривач на заборавени артефакти од подпоршината на земјата. Позајмувајќи од историјата сеќавања, враќајќи знаења и умења на постари мајстори што граделе светови како нас, водени од љубов. Раздиплувач и сонувач во временска машина, открива заборавени приказни од едно време, создавајќи нов контекст и видување од поинаков агол во оваа спирала херменаутска, која не држи будни во меморијата на просторот во кој живееме. Секако и водич, кој не води на патување, авантура, лет во непознато минато, видено со страста на духот, желен за сознание и осознавање, не поведува и сите нас. Ние, со афинитет и искра, себе осознавач низ овие градби и предмети, како патоказ и оставена трага, нечија мака, стремеш и надеж, достојност и паметење. Надградувајќи неврскулите од минатите искуства, стануваме заедничка свест, амалгам од минато и сегашност, а воедно стремеж кон кое сме и ќе бидеме достојни пренесувачи на пораки кон идните поколенија. Ова е вака собрано филозофско-поетски за авторот, за кој што уште еднаш му честитам на големиот труд вложен и напор за да добиете ваква монографија. Јас многу често го слушам Зоки која зборува за цареви кули, со каква љубов, со каква длабочина, со каква воодушевеност зборува. Би сакал барем малку да го слушнете и вие да го доживеете. Повели, Зоки. Благодарам на обавите зборови, господине директор на управата на заштита културно наследство. Благодарам што сте овде, што ја прифативте поканата. Дами и господа, почитувани дами и господа, драги гости, драги пријатели, колешки и колеги, искрен да бидам, се радувам што вечера ве гледам во толкав број. На некој начин ова представува и ослободување оваа година што ја имавме со целава пандемија и на некој начин како да тргнуваме повторно од почеток
да се дружиме од почеток, да правиме такви средби понатаму, па ова нека биде на иницијална каписла, да се вратиме во оној нормалниот живот, се разбира. И затоа ова слика што вечерва ја гледам, да бидам искрен, ми го грее срцето и ми дава надеж дека од утре веќе ќе можеме да живееме понормално. Вака, книгата, монографијата Цареви кули не е само моја заслуга, знаете, ова е заслуга на еден куп луѓе во оваа држава, во овој град. Знаете, ние живееме во градот под царевите кули. Така се нарекува нашиот град, така милуваме да кажеме. Опеане и во песните, нели, како градот под царевите кули. Царевите кули се исто така дел од легендите, како легендите за убавата струма или за она за царицата Елена, која што наводно била закопана во централната кула горе. Такви податоци најдовме во истражувањето, во на кабинетско истражување. Знаете, 10 години истражувавме, не само јас и мојот колега Секулов, нашата драга колешка, која што веќе не е помеѓу нас, Маргарита Атанасова, исто така почетоците од Јован Ананиев, па предходните истражувачи кои што давале описи, за жал не вршеле истражувања, они археолошки, само рекогносцирање, меѓутоа тоа се се податоци кои што мене како некој кој што му беше дадено да ги испише сите тие заборавени страници на Струмица и на Цареви кули. Намерно зборувам Струмица затоа што Цареви кули се дел од Струмица, тоа е органска целина. Знаете, Струмица не може да биде посматрана поинаку, туку заедно со Цареви кули. Цареви кули на некој начин биле оној светилник над градот кој што бдел илјадници години. И имам голема чест во пишувањето на оваа книга. Всушност, голема чест ми беше направено уште на самиот почеток со тогашниот градоначалник Зоран Заев, а потоа и со директорот на управата за заштита на културно наследство Паско Кузман, кој што ми дозволија, кој што ме препознаа како некој кој што може да одговори на тој предизвик да ги истражи царевите кули. И да даде на крајот вакво нешто за окружено дело. Ова монографија е практично еден научно-популарен поглед. Знаете, ова е напишано и со малку и популарен начин. Обичниот народ да може да навлезе во оваа материја. Тоа е оно најбитното кој што практично стои во оваа монографија. И оно што е многу битно е практично дека монографијата овде не завршува. Нормално имаме втор дел, кој што се надевам дека до крајот на годината ќе го публикувам, тоа е овој овде дел, нормално. А сега малце и за самата книга. Значи, книгата е, инаку, техничките податоци 310 страници, има над 500 илустрации, знаете, што цртежи, што фотографии, содржи повеќе поглавја, на крајот има каталог нормално на книгата. Тоа беше по пропозициите кои што тогаш управата ги даде. Знаете, идејата беше да се истражува неколку години, потоа археолозите да напишат резултатите од истражувањата, а на крајот да се почне со една конзервација и реставрација. За жал некои работи не се завршија и токму затоа вечерва сакам да го задржам фокусот на Цареви кули во заложбите на општина Струмици на локалната самоуправа, да продолжи со она иницијална идеја да се конзервира и делумно реставрира Цареви кули, нормално да се илуминира како што сето тоа беше замислено и да стои како некоја круна. Еве, да беше на некој начин завршено овој дел. Сега кога ќе погледнавме кон Цареви кули, ќе видевме една круна над градот, односно таа судбина на вечно упориште, на воено упориште кој што со векови, со милениуми го штитела градот, практично ќе беше оживеена и денес и ќе го дадевме оној најбитен подстрек на значење кој што го имало илјадници години. Значи, книгата е напишана со голема љубов кон градот, пред се кон градот Струмица, а потоа и кон Цареви кули, кој што, пак ќе речем, ги испиша страниците на
на самата Струмица, па и на овој дел на државата. Ова е многу битно, податоците внатре се многу битни не само за Струмица и за Македонија, туку и за Балканот пошироко, па ако сакате и во светски рамки. Податоците овде се надевам дека ќе им бидат корисни што на моите колеги, што на добронамерни истражувачи на минатото. Знаете, ние сме истражувачи на минатото и седо ова што го работиме со години, а сме го работеле по разни моменти, во разни ситуации, можете да видите деломно овде на видеобимот, дел од овие истражувања, дел од книгата. Тоа е тој момент кој што е многу битен. Битен е затоа што со години наназад сме го држиле фокусот на оние историски и материјална, историска и материјална култура која што проникнува од самиот локалитета и од ова подрачје. Знаете, овде добивме илјадници податоци, некои сосема нови непознати за науката досега. Податоците за начинот на живот, од најдлабоката преисторија, од халколитот, односно бакарното време, кое што е некаде 5 милениум пред нашата ера, знаете, целона материјална култура, со духовна култура, кој што понатаму продолжува во времето на бронзената епоха. Тоа се погледа во монографијата, која што дава одредени сегменти како се живеели, како се менувале одредени култури, историски моменти, нови се појавувале на сцена, се гаселе старите, се појавуват новите. Знаете, тоа е еден непрекинат низ, непрекинато историско повторување на одредени работи кои што ќе продолжи и понатаму. Знаете, овде не завршува историјата продолжува и понатаму. Цареви кули дадоа на вистина голем подстрек за нас како истражувачи. Битно е да се каже исто така дека овде за прв пат на Цареви кули беа пронајдени остатоци од средното бронзено време, кој што во Македонија ефемерно едноставно не го знаеме. Овде е јасно, чисто заокружено, со заокружени целини, со заокружена материјална култура. Тоа е еден нов момент во Македонија, односно во овој дел на Балканот. И на крајот железното време, кој што е исто така, за жал, ефемерно, едноставно се појавува во некои моменти, ама тоа е оној одјак на големите преселби кои што на северните народи кои што тргнале кон Егејскиот брег, кои што тргнале во тие походи кон богатите егејски брегови, најверојатно Цареви кули го користели во тоа време. Следува периодот на антиката, знаете, во тоа време се појавува нешто многу битно на Цареви кули, тоа е светилиште, едно огромно светилиште, така наречен Теменос, со огромни јами кои што ги истражуваа колегите заедно со мене и кои што дадоа неверојатен материјал, пребогат материјал од времето на антиката, кој што многу ни даде за самото население. Знаете, тогаш неверојатно никнала и првата населба на местото на денешна Струмица. Овој град кој што го нарекуваме Струмица започнал некаде кон крајот на 5-ти, почетокот на 4-ти век пред нашата ера. Барем досега колку што ги имаме податоците, знаете. Белкин ќе најдеме и постари податоци, меѓутоа тоа за сега е најстариот дел. Имаме монети од Аминта III, од Маронеја. Меѓутоа, за време на Филип II и за време на Александар, ова буквално станало дел од Македонија. Градот станува и ова област станува дел од Македонија. Имаме недвосмислени податоци, односно материјални податоци кои што укажуваат на тоа. Овај момент продолжува и понатаму за време на хеленистичката епоха, кој што исто така се нарекува и македонска епоха, некои ја нарекуваат македонско-хеленистичка, значи епоха која што понатаму се развива градот, знаете. Градот на некој начин има богата, длабока историја, исполнета со многу моменти кои претпоставам повеќето од нас и не сме ги знаеле досега. Оваа книга затоа е добра и затоа е битна, затоа што ќе даде многу нови моменти. И, како што реков, на крајот завршуваме со каталог еден на сите најинтересни предмети кои што се пронајдени горе на Цареви кули. Во оваа прилика би сакал уште еднаш да се заблагодарам пред се на Министерството за култура, кое што ја поддржа и кое што со години ги поддржува не само проектите од истражувачки карактер, туку и она што е битно за публикување на материјалот.
Знаете, ништо не значи еден локалитет или нешто што сме истражували ако не го публикуваме. Тоа моите колеги многу добро го знаат и затоа овие напори се надевам дека ќе ги поттекне и останатите колеги во Македонија кои што исто така работеа на капиталните проекти да ги публикуваат резултатите од истражувањата. Исто така би сакал да се заблагодарам на Управата за заштита на културно наследство, господинот Ацо Костов и неговите предходници, почнувајќи со Паско Кузман, Виктор Личич. Инаку Виктор Личич напиша тука еден осврт кој за жал малку ни е темно и не можеме сега да го прочитаме. Меѓутоа ја му се заблагодарувам. Прекрасни зборови, еден прекрасен текст кој што на некој начин ми дава за право да сметам дека сум на вистински пат во публикувањето на материјалот, за печатењето. Инаку тој ми беше на рецензентите за оној античкиот и хеленистичкиот, односно македонско-хеленистичкиот период. Исто така ми беа рецензенти колегите кои што денес не се меѓу нас, еден од Бугарија, Стефан Чохаджиев, на кој што ова прилика му се заблагодарувам. Колегата Булатович од Србија, тој ми беше за бронзенодопскиот и железнодопскиот дел, знаете, луѓето едноставно се проминентни во тој дел кој што го работат, долгогодишни проучувачи. Колегата Стефан Чохаджиев работа во долината на реката Струма. Тоа е оној дел кој што ми е битен за културата на Цареви кули, затоа што нашите Цареви кули се поврзани со таа култура која што таму екзистира. Тоа е градешница Слатин од Дикилиташ. Колегата Булатовиќ исто така добро ги познава оние северни влијанија, токови, преселби кои што тргнуваат почнувајќи од Војводина, односно Романија, па одат до Егејскиот брег. Така да ми беа добри референтни единици кои што практично имав таа чест да ми бидат рецензенти на тој дел. Исто така се заблагодарувам на Виолетска кој што го изврши лектура на книгата. Преводот на англиски во најголема мера го направив самиот, меѓутоа ми помогнаа драгите колешки Јасмина Пијаманова и Василка Ѓоргиева и за тоа им се заблагодарувам. Илустрациите во книгата морав сам да ги цртам, за жал, повеќето од нив, освен техничките, дел од техничките, на кои што ми ги помогнаа колешките Васка Манева и Томка Спасова. Дел од техничките цртежи исто така беа изработени од Зорица Костадинова и во тоа име и се заблагодарувам на колешките. Дел од илустрациите, фотографиите, еден од нив во моментов фотографира, тоа е Ѓорги Кончалиев, на кој што многу му благодарам, кој што беше дел од мојата екипа и навистина сум радосен поради тоа. Не можам да го заборавам колегата Веселин Ристов, кој што за жал вечера не можеше да дојде, Весо, кој што со години работеше заедно со мене. Потоа Александар Дончев, кој што навистина направи прекрасни работи. Овие корицата и многу илустрации, фотографии внатре направени што со дрон, што вака од рака, што се вели, се негово дело и на ЕПП студио морам да признам дека направи огромна работа. Господинот Танушев, кој што ме издржа со месеци менувајки делови, правејки делови во книгата, му се заблагодарам во тоа име. Тука и Даниела Дончева се разбира, нашата колешка која исто така помогна во сите овие работи. Како што реков, англискиот превод го направив јас, меѓутоа сепак морав да ги консултирам моите драги пријатели американци, Ли Робертс и Керол Пертридж, кои што го едитира, односно ми го исправија текстот на англиски и затоа им се заблагодарувам. Они се прекрасни луѓе кои што за жал исто не можеа вечер, всушност не може сега да дојдат, се надам дека во септември месец ќе ги видиме. И ете со исто така конзерваторите кои што го конзервираа материјалот, пред се Бранко Величковски и другите конзерватори кои што доста од тој материјал исконзервира и така убаво се вклопи во самата книга. И оно што е најбитно, би сакал да се заблагодарам на моите колеги соработници, археолози пред се,
историчари на уметноста, кои што со години работеа со мене, со кои што заедно истражувавме, и она најбитното, луѓето кои што работеа на Цареви кули. Без тие луѓе немаше ништо да направиме. Големо благодарам на сите кои што работеа и на 47 степени, и на минус 10 степени, и на дожд, и на снег, и на ветер, и на прашина, и на сите тие што ние археолозите добро ги знаеме, временски услови, погоди и непогоди. И затоа уште еднаш големо благодарам до сите вас, што уште еднаш што вечера се собравме во толкав број. Се надевам дека повеќето ќе имате прилика да ја прочитате книгата и се надевам дека ќе најдете интересни содржини кои што ќе ви го збогатат не само вашето знаење, но ќе го поттикнат духот да размислуваме понатаму како да останеме на тој пат за заштита на културното наследство за кое што зборуваше господин Ацо Косто, директорот на управата за заштита на културно наследство. Уште еднаш ви благодарам и посакувам убава вечер и тоа е од мене. Му благодарам на колегата Зоран Рујек за прекрасното дело што го направи, кој го промовиравме оваа вечер. Се надевам дека и ние со аплаузот што го дадовте, му дадовме порака дека навистина е на вистинскиот пат, она меѓу соништата и јавето, да открие, да пронајде, да се пронајде себе си во она што го работи. Се надеваме дека ќе има нови трудови за Цареви кули и се надеваме дека еден ден на една слична промоција, на некој слично дело за Цареви кули, како што кажа на почетокот Зоран, Цареви кули со луминесценција како ореол ќе светат над нашите глави. Ви благодарам и вам што дојдовте во толков број и што ја збогативте оваа наша промоција.